Заштитата на Дојранското езеро ќе бара решавање на комуналните проблеми не само во Дојран, туку и во околните населени места. Граѓанските активисти кои со години го следат развојот на Дојран велат дека проблемот бара системски пристап. Можам да кажем дека навистина да имаме веќе истражено, но веќе презедовме чекори, а тоа е сега тука. Што се случува, односно најголемиот проблем е загадувањето кое влегува во Дојранското езеро. Преку овој проект, всушност, не само што го идентификувавме, него сега даваме решение, односно кога ќе се реконструира големата пречистителна станица и откако со помош финансиска на Република Словенија ќе ги изградиме двете constructed wetlands, се вика, тоа се решенија засновани на природата за природен третман на отпадните води, како од канализација, кои ќе бидат позиционирани во двете села, во Црничан и во Фурка, и заедно со инфраструктурата што е потребна одоколу. Верувам дека голем дел од загадувањето всушност ќе биде запрено и езерото ќе има всушност по прв пат можност да се почне да се рехабилитира. Тоа ќе биде долг процес, но по прв пат навистина во нашата држава ќе биде направено нешто каде што нема повеќе да имаме загадување во едно езеро. Што понатаму треба за езерото, секогаш ќе треба, значи заштитено подрачје кое е дадено на управување под општината Дојран. Ние помагаме со сите своји снаги, невладен сектор, односно Милиоконтакт Македонија, но понатаму потребно е навистина да се направи еден одржлив менаџмент, значи да се формира сама структура тука во општината која ќе помогне со капацитети технички и административни да се управува одржливо со езерото и во иднина. За спречување на загадувањето на Дојранското езеро се одобрени средства и од Словенија. Словеничкиот институт за меѓународна соработка за таа намена издвои околу 300.000 евра. Баш нам е драго да имаме овој проект у Дојрану. Се радувам што ќе финансираме проект во оваа општина. Морам да признам дека тој проект е добро изготвен. Дојдовме да видиме како ќе се реализира затоа што треба да заврши до крајот на 2025 година. Време да то завршиме. Градоначалникот Ангов потенцира дека имаат обезбедено пари и од владата за санација на колекторскиот систем во Дојран и изградба на пречистителна станица. Тој смета дека со овој зафат ќе се заокружи целиот процес. Да видиме конкретно со што отпочнуваме и со кои постапки за изградба, односно реконструкција на колекторскиот систем и изградба на новата пречистителна станица. Меѓутоа имаме и дополнителни активности како што се изградба на канализационата мрежа во село Црничани, изградба на две помали пречистителни станици во населените места Црничани и Фурка, така да огромна е финансиската поддршка која што ја добивме и од институтот и од Република Словенија и се надеваме дека ќе продолжи ова успешна соработка и со Милиоконтакт и со Република Словенија. Дојран веќе ги почнува тендерските постапки за наоѓање на изведувачи што ќе ги реализираат овие проекти во општината.